Четврток, 5 јуни 2025, добра вечер во Дневникот на КТВ. Интензивно се работи на изградбата на нов кружен тек на регионалниот пат Кавадарци-Росуман со цел да се зголеми безбедноста на учесниците во сообраќајот. Во вкупна вредност од 11 милиони денари со вклучен ДДВ, овој проект е финансиран од владата на Република Македонија, информираат од локалната самоуправа. Од таму информација и дека е завршено поплочувањето на крак од улицата Миле Вачков на површина од 300 метри квадратни од програмата за комунална изградба за 2024 година. Овој викенд во Росуман ќе се одржи духовден фест Праскобер. Почитувани граѓани, почитувани пријатели на општина Росуман, сакам овој викенд да ве поканам на нашата традиционална манифестација Духовден фест Праскобер, каде што има навистина богата програма, односно музички звезди кои што ќе настапат, секако тука ни е и нашата фолклорна група, така да еве сите ве поканувам да бидете наши гости овој викенд во Росуман. Синоќа во 23 часот и 15 минути во ОВР Кавадарци било пријавено дека во Тобаково Кавадарци едно лице со закана со пиштол кон вработената од зелопари од дневниот промет. Бил известен јавен обвинител и се преземаат мерки за расчистување на случајот. Исто така синоќа во 21 часот и 15 минути полициски службеници од ОВР Кавадарци го лишиле од слобода ЗН 40 години од Кавадарци, постапувајќи по претходна пријава дека се заканувал на СЧ 76 години од Кавадарци и со тврди предмети удирал во влезната врата од неговата викенд куќа. Тој бил приведен во полициска станица, а потоа бил спроведен во здравствена установа. Бил известен јавен обвинител и по документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Велес. На трибината Кочани е наш приоритет, директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски нагласи дека според неговите информации моментално немало пациенти кои имаат потреба за лекување во странство. Ги повикувам сите поведени кои имаат било каква дилема, било какво стравување, да се обратат или во Свети Наум Охридски или во клиниката за пластична хирургија. Тоа е најдобриот третман што може да го добијат за повредите во моментот. Најдобар доказ е пациентот Л, чија фотографија беше дистрибуирана пред еден месец на некои од социјалните медиуми со изгореници на главата, и во тој момент тие изгореници изгледа како што треба изгореници да изгледат, не беа инфектирани, немаше гној, значи беа чисти рани. Последен месец имаме значително подобрување на состојбата на овој пациент кој се третира на клиниката за пластична хирургија. Значи во однос на физикалната терапија, значи мислам дека само еден пациент се третира, бидејќи оди на Преврски во Свети Наум Охридски се третира таму, сите други се во Кочани. Во Кочани имаме 2 физијатри и 4 физикални терапевти за тие 46 пациенти. Во меѓувреме е формиран пул од 15 физијатри и 6 физикални терапевти од клиниката во Козле за физикална терапија и од 8 септември. И тие ќе бидат на располагање на испомош на болницата, на општата болница во Кочани. Одбија помош за Кочани, сега држат трибини. Срамна бездушност на ВМРО ДПМН. Какво лицемерие, каква нечовечност, каква ароганција. Реагираат од опозиционата СДСМ. Секако дека со голем гнев и разочараност ја следиме најавата дека владата на ВМРО ДПМН ќе организира трибина за Кочани. Владата на ВМРО ДПМН и ВМРО ДПМН како партија заборава дека е власт и се однесува како опозиција. Од нив граѓаните бараат решенија.
бараат мерки, бараат поддршка за семејствата. И ова е лицемерие, ова е нечовечност, ова е ароганција што го прават. Кочани дефинитивно не е приоритет за владата и тоа го покажаа до сега. Владата го одби законот за помош на семејствата, на жртвите и повредените од трагедијата. Буквално одби финансиски да им помогне додека родителите даваат откази од работа за да се грижат за нивните повредени деца. Пратениците на ДПМН, сакам да ја потсетам јавноста, како најголеми кукавици лицемери се сокрија во канцелариите во собранието само за да не излезат и да се соочат со родителите. И тоа го направија од срам. Клековски исто така треба да се сокрие од јавноста. Болницата во Кочани, за што веќе зборувавме, се уште нема ни основни медицински средства. Физикалната терапија се врши на донирани маси, а тој си седи во владата на трибини и кажува како помогнале. Државата не обезбеди ниту обични креми за раните на повредените. Еден месец владата нема министер за здравство. Здравството се распаѓа по секој основ. Кочанската болница се распаѓа, а тие политики тераат и ќе држат дебати. Се што има се донации до сега од хумани луѓе. Ова дефинитивно е срам за цела држава. Ова е срам за една власт што избра да ја пере својата бездушност со трибини наместо со вистинска грижа. Како што реков и во оваа пресконференција, СДСМ нема да молчи. Ќе ја бараме правдата до крај, ќе потсетуваме секој ден дека зад нивните зборови нема ништо, нема ни сочувство, нема ни одговорност, нема никаква човечност. Со реакција се огласи и владеачката ВМРО ДПМН. СДС, наместо да ја злоупотребува трагедијата во Кочани, нека одговори зошто Филипче изземен и не одговара за модуларната болница. Филипче и СДС го уништија здравствениот систем, а скандалите на Филипче како екс-министер за здравство немаат крај. Филипче и СДС работеле надвор од законските процедури. Аферата провизии кој чинат животи ја открива вината на Филипче за пожарот во модуларната болница. Филипче беше најнеспособниот министер за здравство во историјата на Македонија. Филипче и СДС работеле на штета на јавното здравје на граѓаните, стои во реакцијата од владеачката партија. На денешната пресконференција од серијалот Вистината за Кочани, СДСМ обвини дека власта организирано ги штити виновниците за трагедијата во Кочани. Христијан Мицкоски, Панче Тошковски и Коцевски и натаму ги штитат полициските службеници кои имаат директна вина за најголемата трагедија во историјата на Македонија. Пожарот во дискотеката Пулс, во кој животот го загубија 62 млади луѓе, а 200 беа повредени. Мицкоски и Тошковски прават се за да ги прикријат трагите и непосредната одговорност на оние кои кобната вечер донеле одлука да се затворат вратите на дискотеката, што непосредно придонеле да има толкав број на жртви во оваа трагедија. Власта се обидува да ги заштити и оние кои биле должни да ја затворат дискотеката, која кобната вечер работела без никаков документ, во целост надвор од законските рамки и прописи и покрај фактот што јавно било објавено дека таа вечер во овој објект се организира забава. Не само што власта на Мицкоски ги штити полициските службеници, кои се срам за униформата, туку и одбива да одговори на конкретни прашања на медиумите поврзани со оперативниот план таа вечер. Како е можно и од кои причини оперативниот план за акциската контрола на повеќе локали низ Македонија, меѓу кои дискотеката Пулс, да биде класифицирана информација 3 месеци после спроведувањето на акцијата? МВР крие и кои биле оперативните процедури кои ги наложувала оперативната акција, односно крие која дал наредбата да бидат затворени вратите на дискотеката Пулс, чин кој одзел драгоцени минути и секунди кои би значеле спасен живот повеќе. Власта крие и која дал наредбата да се спроведе акциска контрола во објект кој не смел да биде отворен таа вечер, затоа што немал никаква дозвола за работа. Акциска контрола во која еден полициски службеник го загуби својот живот. Дали власта го штити началникот на СВР Штип Дејан Салтировски и дали тој ја дал наредбата да се прави акциска контрола на објект кој воопшто таа вечер и не смел да работи? Дали власта го штити Салтировски, чиј адвокат бил лично министерот Панче Тошковски? Дали Мицкоски го штити Салтировски затоа што е во кумовски врски со Орце Тодоровски Ефто, кој е бизнис партнер во хидроцентралите на Мицкоски? Дали МВР ги класифицирале овие документи затоа што потпис и наредба да се затворат вратите на дискотеката Пулс спротивно на стандардните оперативни процедури или акциска контрола ставил токму Салтировски? Нема одговорност ниту за Драган Казак Петрушев, кој спровел наредба спротивна на стандардната оперативна процедура и ги затворил вратите на дискотеката.
Нема одговорност ниту за началничката на економски криминал Кристина Јованова, која дозволила да организира забави со стотици присутни, фирма со блокирана сметка повеќе од 200 дена, која не можела да исплаќа плати и обврски кон добавувачи. Јованова не само што дозволила фирмата да работи во целост на црно, со исплати во кеш, без фискални сметки, туку и самата редовно ја посетувала. Нема одговорност ниту за Томо Донев, кој е началник на криминалистичката полиција во Кочани, во моментот кога се случува пожарот во дискотеката Пулс. Како е можно Донев да не знае дека редовно во единствената дискотека во градот се употребува пиротехника и да не постапи согласно законот и да побара лиценца за истата? Трагедијата во Кочани, почитувани, е масовно убиство со потпис на државата, потпис на власта која прави се за да се спаси од одговорност за смртта на 62 млади луѓе. Обвинителството констатирало во истрагата дека МММ Доел немало дозвола за употреба на пиротехника, ниту имало лице со дозвола за ракување со пиротехника. Зошто нема одговорност за инспекторите надлежни за надзор за пиротехника? Зошто се крие името на фирмата која на црно увезувала пиротехнички средства? Дали се крие кој се потпишал на оперативната наредба спротивна на стандардните оперативни процедури, со што било наредено да се затворат вратите? Дали се работело спротивно на стандардните оперативни процедури? СДСМ, почитувани, нема да дозволи никој да ја заташка истрагата за трагедијата во Пулс. СДСМ продолжува со вистината за Кочани. Летово ќе имаме голема акција за доградба на училници за од септември да се започне со едносменска настава во училиштата, изјави денеска министерката за образование Весна Јаневска. Јас 10-11 месеци повторувам дека ние мора да направиме оптимизација, дека мора да направиме едносменско работење во училиштата, дека мора да воведеме целодневна настава и подолг престој на учениците во училиштата. Вите над 150 училишта работат во една смена, летово ќе имаме голема акција на доградба на 2 до 3 училници. Почнуваме со оние училишта кај што се потребни само по 2, 3 или 4 училишта. Тој план веќе е направен, тоа истражување е направено. Јас во моментот не можам да ви кажам конкретно кои, но ги има и во Скопје и надвор од Скопје. Почнуваме со доградба, значи на 2 училници, за да можеме да спроведуваме за најмалите од 1 до 5 целодневна настава и да може непречено да се одвива наставата во повисоките класи. Дневникот го продолжуваме со информации од спортот. Средба на градоначалникот Јанчев со ракометарите и раководството на ГРК Тиквеш. Градот и во новата сезона ќе продолжи да го помага ракометот како и другите спортови, спортски колективи и спортисти. Градоначалникот Митко Јанчев оствари средба со ракометарите и раководството на Градскиот ракометен клуб 2014 со цел да ја одбележи нивната успешна сезона 2024-25. На средбата, градоначалникот ја потврди континуираната поддршка на општина Кавадарци за сите спортски клубови. Во изминативе години општинскиот буџет за спорт беше значително зголемен, а за 2025 година се предвидени 35 милиони денари. Средствата се наменети за развој на спортот и за поддршка на младите талентирани спортисти. Кавадарци од секогаш бил спортски град и ќе продолжи да го живее спортот со иста енергија и посветеност. Алкалоид е победник на ЕХФ, Европскиот куп за мажи за сезоната 2024-25. Европската ракометна федерација конечно донесе исправна одлука во корист на македонските ракометари. Долго време им беше потребно на челните луѓе од Европскиот ракомет да донесат одлука за случајот Алкалоид и АЕК, кој него одигра реванш финалниот надпревар во рамките на ЕХФ Европскиот куп, откако грчкиот тим одби да излезе на терен, барајќи поголем број на влезници за своите навивачи. Сепак, на крај беше донесена единствената вистинска одлука, а тоа е пехарот оди во рацете на Алкалоид. Ова е сосема заслужено, особено бидејќи нашиот тим и во Атина славеше со 25-29.
ЕХФ реваншот го регистрираше со службен резултат 10-0 за Алкалоид, па така и официјално. Ракометниот клуб Алкалоид е победник на ЕХФ Европскиот куп за мажи за сезоната 2024-25. Алкалоид се впишува како првиот македонски тим кој го освоил ова надпреварување, вториот македонски тим кој подигнал пехар во Скопје и третиот кој дошол до круна во едно од трите надпреварувања под капата на ЕХФ. Она што останува како жалење е што не се одигра реваншот, бидејќи салата Борис Трајковски беше исполнета до последно место и сите сакаа заедно со Алкалоид да го прослават овој голем успех за македонскиот ракомет. Македонските фудбалери ги продолжуваат квалификациите за светското првенство. Утре нашата репрезентација ја пречекува Белгија, а во понеделник му гостуваме на Казахстан. Фудбалската репрезентација на Македонија утре ќе го одигра првиот од двата квалификацијски надпревари овој месец, и тоа против Белгија во рамките на квалификациите за светското првенство. Во воведните две кола во групата Ј, избраниците на селекторот Благоја Милевски освоија 4 бода, откако победивме против Лихтенштајн на гостински терен, а одигравме нерешено против Велс во Скопје. Надпреварот помеѓу Македонија и Белгија ќе се одигра утре, петок, на 6 јуни во 20 часот и 45 минути. 3 дена подоцна гостуваме кај Казахстан во Астана. Дебитантот во нашата репрезентација, Стефан Деспотовски, смета дека против Белгија мора да одиграме без грешки доколку сакаме да оствариме позитивен резултат. Секако дека е убаво чувството, по прв пат сум овде, дечките супер ме прифатија, супер се тренира, одлична атмосфера, така да се е во најдобар ред. Секако дека е Белгија една јака репрезентација, но ако ние не им дозволиме на нив да играат својата игра, нормално дека имаме шанси. Треба да се испуштуваат сите захтеви што селекторот ни ги пренесува на нас и мислам дека сме спремни за Белгија. Па, мислам дека со секоја репрезентација има некоја доза на притисок, ама како што реков, ние се припремаме за тоа и мислам дека сето тоа ќе биде во ред. Па мислам дека тука треба да бидеме најпредпазливи во дефанзива и во тој некој блок, каде што мораме да бидеме перфектни. Утре не очекува сончево и многу топло време со мала до умерена облачност. Попладнек има развој на нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи наместа во форма на невреме, со засилен ветер и услови за појава на град. Температурата до 34 степени. До крајот на оваа седмица времето ќе биде многу топло. Од понеделник ќе превладува претежно стабилно време, а дневната температура ќе биде во опаѓање. Тоа беа содржините во дневникот. Имајте пријатни мигови со програмата на КТВ.